Dobro večer, dečki, liveče novo, pozdrav. Ok, odmah dođam. Evo me, Sehedat Luma, pozdrav. Fani, Manef Aleksandar, Sunčica, Tula, Elizabeta. Iskra, pozdrav, Aleksandra. Velika Jankulovska, pozdrav. Žane, Pepi, Slavica, Gabriela, Sonja, Marija, Slavica Majkova, Valentina, pozdrav do Vijena, Mijalče, Vera Verče, zdravo, Rade, Mare Miceva, Ilina, Viki Violeta, Živka Stefanovska, Vera Verče, Dimitar Manolčev, Sokolovska Lidija, Roze Ristova, Pale Andonova, zdravo, Irena Stevanovska, Katerina Delinikolova, pozdrav do Kapište, Zorica, Zorče, Gordana, dobro večer, Marija Grujevska, pozdrav, Liljana, Daniela, Saška Petkovska, Savevska, pozdrav, Toci Imerza, Daniela, Blagica Kocovska, pozdrav, Valentina, Afrodita, Jagoda, Lidija, Ljubka, Vaska, Danovska Martina, Cvete Boris, dobro večer, Sanja, Lili, Cvetanka, Gordana, Biljana, Sanja, pozdrav do Dortmund, hvala ti, Snežana Kolovska, pozdrav do Struga, ACT Melgov, Emilija, Krisi, pozdrav do Melbourne, Slavica Tomeva, do Bern, Bisera, Aleksandar, hvala, pozdrav do Site i do Pepi i Moni, Elizabeta, pozdrav, Toci, pozdrav, Ivana Georgijeva, Helena, pozdrav, Daniela, pozdrav do Struga, Ivana Cvetanovska, pozdrav, Arben, Roza Miševa, Svetlana, Arben, temata je povtorna za anksioznost i prekomerno razmisluvanje, Jasmina, Lila Bogatinova, pozdrav, Katerina, Aleksandra, pozdrav, Trajanka, Stojna, Ajre, Ubavka Velkova, zdravo, Đošan Vesna, Makedonka, pozdrav, Marica, Senada, Mare, Blagica, Daniel Taševski, pozdrav, Suzana Kire Petruševi, hvala ti, Vučevska Mirjana, и сум им кажал на луѓето да се уклучат покасно на тие што им сметат. Поздравите Даниела, поздрав, Марина, Кики, Даниела Миленковска, Цветанка, Силвана, поздрав, Маре, Надица, Даница, Анета, Малме, Олга, поздрав, немаме проблем со поплавите, Лана, поздрав, Весна, Славе, Елена, здраво, Драгица, поздрав, Jagoda, pozdrav, Tanja Smilanova, zdravo, Stanče Sani, pozdrav, Marina Papaliska, pozdrav, Martin Pančevski isto, Dijana Đokić, pozdrav, Ana Marija Konteska, Stojanka, Roberta, pozdrav, Dorotea David, pozdrav. Ok, dečki, продолжуваме денеска за тема анксиозност и overthinking, преголемо размислување. Венка Витанова, Сузана Пауновска, Секуловска Јулијана,
Марича Младеновска, Даниела Лазарова, Даниела Трајановска, поздрав, Ленче Поповска, поздрав, Лиле Гечевски Ивановска, Сузана Петревска, Дијана Кабета, Дани Миновска, Валентина Србиновска, здраво, Анета Митрушевска, Јаневска, поздрав, Иванка Атанасов, Сузана, поздрав, Царе Митрев, поздрав до Линц, Марина, Маре, поздрав, Билјана Алексовска, здраво, Лазаринка Коцева, поздрав, окей. Течки, тука сте супер, баш ми е мило. Гледам дека има многу нови луѓе. Васе Јовановска, поздрав, Дамјан Антевски, здраво, Зорица, поздрав до USA, Саш Карсова, поздрав, Александар Петрушев, поздрав, Самарас, Ана, Снежана Дојчинова, поздрав, Снежана, Митра Митровска, Ленче Зоран Фенова, здраво, Сузана Ѓорѓевска, Снежана Спасова, Анета, Виолета Боглева, здраво, Сузана Новеска, поздрав, Лимонка Јованова, добро вечер, Марија Каракушева, hello, Ферче, поздрав, Марија Антоновска, Сонја, поздрав, Совче Сулева, Криси Митревска. Дечки, го имате првиот дел на мојата Facebook страна како YouTube сегменте, ставена на YouTube и може да го отворите, да го шернете ако сакате да го споделите. Габриела, Марија, Анета, Рада, Кристијан, Венка, Сунчица, Мимоза. Значи, првиот дел го има кај мене на Facebook страната, знам дека го немаше 2 дена, ама сега го има во YouTube формате на мојата страна. Вера Верче, поздрав, Кристина Колевска, Пале, Јасмина, Зоца, поздрав, Мијалче Захуров, поздрав, Гордана, Викторија Вики, поздрав, Деки Крстевски, поздрав, Бенита, Вера Наунова, поздрав до Виница, Силвана, поздрав, Снежана Колоска, здраво Снежана. Значи, првиот лайв, тој од понеделникот, е на мојата Facebook страна, може да го споделите, може да го отворите и е таму. Вера Георгиева, Игор, поздрав. Игор Каледжиевски, поздрав. Океј, дечки, денеска ќе зборувам повторно за тема анксиозност и overthinking. Даниела, Арбереша, Александра, Игор, Елена, Славица Ѓореска, Анастасија Накова, Марија Мантова, поздрав, Емилија Ристова, поздрав, Габриела Митевска, поздрав, Светлана, Силвана Јовановска, поздрав, Вера Верче, супер, Александра Раденковиќ, Маријан Даниловски. Дечки, ме прашувате, често пати имам прашање дали консултациите се индивидуални. Да, значи ако сакате да имате консултации со мене, тие се индивидуални. Ако не сте од Скопје, обично се преку Viber видеокол или WhatsApp видеокол. Ако сте од Скопје, тие се кај мене во канцеларија, кај Машински факултет ми е канцеларија, ти се во живо. Значи јас, иако имам завршено медицински факултет и сум доктор по медицина, но јас не работам класично како доктор по медицина. Не работам како доктор по медицина, работам како мотивацијски тренер и лайф коуч, тренер за личен развој. Јас работам со техники, да кажеме, кои што се поврзани со како да ги претвориш негативните мисли во позитивни, како со добра комуникација да решиш проблеми, како да човекот научи да комуницира, како да си го смени ставот. За сите проблеми кои што ги имате, дискутираме и врз база на комуникација, врз база на знаење, врз база на податоци, на некој начин
Ве охрабрувам да направите тие работи кои што и самите можеби знаете дека треба да ги направите, или ако сакате да ја подобрите комуникацијата со некого во бракот, како да ја подобрите комуникацијата, како себе си ја се подобрите, како да станете подобра верзија од вас, како со работите во тој реактивен ум да не ги нервирате многу другите луѓе, како да сте можеби во добра комуникација тука во сегашен момент за да не допрат некои негативни работи до вас. Значи, тоа е како работам јас со луѓето. Имаме стварно супер успех. Луѓето доаѓаат до повеќе знаење, до повеќе свесност, до повеќе одговорност и на тој начин го менуваат животот. Тие се индивидуални консултации. Тоа го правите со мене на индивидуална база. Значи нема други луѓе во тие консултации. Сме само јас и вие. Не е тоа групна сеанса, не е тоа предавање, кој што иначе го имам набрзо предавање и во Скопје ќе имаме, и во Струмица ќе имаме предавање во септември. Некаде последната недела на септември ќе биде предавањето во Струмица. Предпоставам дека ќе биде 28 или 29 септември, така да тие што сте од Радовиш, од Струмица, од каде да сте, ако сакате да дојдете во Струмица на предавање, баш ќе им биде задоволство да ве видам. Минатиот пат зборував на тема анксиозност, убав лајф, на многу од вас ви се допадна. И она што го кажав на тој лајф ќе го повторам и сега, малку зборував, односно дадов цитат, тоест реков дека можете да го видите самиот збор анксиозност што значи, и зборував баш за таа техника за учење кој што е од филозофот Хабар. Фактички денеска ќе кажем и нешто кој што е поврзано со неговите откритија на тема умот, и ќе прочитам еден дел од книгата Диенетика, која што зборува како негативната енергија во вас да ја претворите во позитивна енергија, на тој начин негативните мисли ќе ги претворите во позитивни. Зашто ако имате негативна енергија во вас, тогаш ќе имате негативни мисли, тогаш ќе имате негативни емоции, тогаш ќе кажувате лоши работи, тогаш ќе си правите сами проблеми во животот, но има начин како негативната енергија да ја претворите во позитивни и со тоа негативните мисли да ги претворите во позитивни. Значи, ќе прочитам еден многу интересен дел на тема анксиозност и да дадеме чисто како еден осврт, како продолжение, но гледайте, идете на лајвот од понеделникот на мојата Facebook страна. За тие што не сте го гледале лајвот од вчера, не ќе да се повторувам премногу за да не губиме време, затоа што имам работи кои што сакам и денеска да ги споделам. Ве молам, одете на лајвот од понеделникот, тој е споделен, како ќе видите, како YouTube наслов е на мојата Facebook страна, на оваа страница, и ќе можете да го видите лајвот или да го споделите ако сакате, за кој што ќе сум ви благодарен ако го споделите кај вас. Сега, од каде потекнува зборот анксиозност, само ќе повторам. Ако го ставите во Google срчот самиот збор анксиозност, ќе видите дека значи greatly troubled by uncertainties, многу е вознемирен од несигурности, или потекнува од збор ангере, кој што значи да гушиш некого или да го притискаш некого, или да го вознемируваш некого, да му предизвикуваш вознемирување, а потекнува од збор анг, што значи притиснат или болно конструиран, болно стеснат, болно притиснат, painfully constricted. Сега, тоа е зборот анксиозност. Со други зборови, оно што го зборевме е дека во суштина ако ние имаме простор, умот полесно размислува, умот носи полесни одлуки, колку повеќе умот е притиснат, толку повеќе прави overthinking, затоа што машината на умот најдобро функционира и најдобро мисли кога има простор. Кога има простор за грешка, кога има простор да биде, кога има простор да си е свој, кога има простор да носи собствени одлуки, кога има простор да едноставно дише и кога може да ги согледува некои работи, затоа што човекот најдобро согледува кога има голем простор. Човекот не гледа кога нема простор. Сега, сакам да ви кажам една многу убава дефиниција за сигурност од истиот филозоф Хабарт. И он вели, сигурноста е, или способноста е, to observe, to decide and to act. Значи, да обзервираш, да донесеш одлука и да делуваш. Тоа е дефиниција за способност. Сега, ако во оваа дефиниција нема размислување премногу или нема overthinking,
Overthinkingот доаѓа кога човекот нема сигурност, а неговата пубава дефиниција за сигурност е clarity of observation, јаснотија на гледањето. Значи, вие ако не можете да видите во околината, например, дека има некои типови, затоа што зборев за тоа претходно, малку ги спомнавме тие енергетските вампири. Зашто? Затоа што не прават малку несигурни. А тие намерно вие успоруваат умствената машина. Зашто? Поради тоа што ќе ве обвинат вас за некои проблеми. Ти, ако телевизорот е расипан, почнеш да го поправаш радиото, телевизорот нема да работи. А може и радиото ќе го расипеш затоа што ќе го демонтираш во обид да го најдеш кварот у радиото, но он ти рекол радиото е проблемот, а ти уствари не сваќаш дека телевизорот е проблемот. Во многу ситуации, кога тебе ќе ти се дадена индикација или дадено укажување, кое што нема врска со твојата реалност, и тоа не е поврзано со тоа што ти го согледуваш, а многу често имаш луѓе, особено тие што се енергетски вампири. Имате исто така и видео на оваа тема за енергетски вампири, повторно на мојата YouTube страна, може да го гледате, таму зборувам за 12 карактеристики на енергетски вампири, повторно од истиот филозоф Хабарт, и он вели, ако има повеќе од пола, 7 од 12 спаѓа во таа категорија. Но што се случува ако имате таков човек? Он обично почнува да фрла песок во вашите очи и почнувате вие да не гледате најдобро, и поради тоа што не гледате, почнувате да мислите. Секој човек прави overthinking само во момент кога не може да види. И денеска ќе зборувам за тоа. Имате луѓе околу вас кои што не сакаат да видите, и фрлајќи песок, а под песок подразбирам омаловажувања, напади, ти кажува колку ти си ваков, онаков, шо и да е, се во насока да вниманието дојде во вас, вниманието да дојде во умот. И кога мислата, ако имате мисла негативна и се обидете да ја справите со друга мисла, ви имате overthinking, имате двојни мисли. Тие двојни мисли ќе повлечат негативна енергија од вашата подсвест. Денеска за тоа ќе зборам. Решението за overthinkingот и решението за овие проблеми со прекумерното мислење е да се вратите врз база на обзервација, гледање. Како човекот може да почне да гледа? Преди се преку знаење. Луѓе, преди се преку знаење. Човекот кој ќе почне да има знаење, а знаењето го добивате преку искусување на работи, преку имање на живот или преку учење. Затоа што гледате, и за енергетските вампири човекот може да знае, и за водење на фирма човекот може да знае, и за дадени ситуации во животот човекот може да знае, но многу од луѓето не знаат. И поради тоа што човекот не знае, он се ослонува на размислување. Размислувањето не е највисока функција на умот. Вашиот свесен ум, аналитичниот ум, фактички е обзервирачки ум. Тој ум е некој кој што обзервира, кој што гледа, за да добие податоци да знае. Ние најмногу добиваме знаење од гледање. Не добиваме знаење од размислување. Размислувањето е у суштина обид да се знае, но на погрешен начин. Вие почнувате да мислите многу често и почнувате да се интровертирате, почнувате да гледате во вас. Но знаењето обично доаѓа преку екстровертирање, преку насочување на вниманието на надвор. Ајде да кажем, имаш некој човек кој што постојано те обвинува дека ти си крив, дека ти си крив, дека ти си крив, дека ти си крив, дека ти не знаеш. До тебе е грешката, до тебе е грешката, до тебе е грешката. Не викам дека некојаш не е до вас грешката, многу често е до нас грешката. Но ако имаш ситуација каде што стварно грешката не е до тебе, ама некој постојано те обвинува дека грешката е до тебе, тогаш почнуваш да бараш кај е грешката во тебе, и поради тоа што у суштина вистински не можеш да го дадеш одговорот, затоа што ти не си ја утнал работата, ми разбирате, почнува машинава да вергла у празно, затоа што го нема забецот кај што може да закачи и да рече, аха, ова е грешката, идам во акција. Затоа што ако човекот не може да го најде вистинскиот одговор, а многу често ако некој ве обвини вас, ти си крив, ти си крив, ти си крив, а не си ти крив, ти почнуваш да го бараш одговорот во празнина каде што го нема одговорот. И ако не е одговорот таму, твоето почнува да вергла, почнува да бара одговор, почнува да бара решенија, но фактички не може да ги најде таму. И многу често одговорот е во храброста да видиш и храброста да знаеш. Луѓето честопати кои што прават overthinking немаат храброст да знаат. Затоа што знаењето е храброст.
Заењето е храброст да бидеш. И кога човекот има храброст да биде, тој ќе има храброст да гледа пред него. Што се случува? И во многу од тие ситуации треба да има храброст да види каде он ја утнал работата, ама исто така да има и храброст да види каде некој друг ја утнува работата. Значи, една од работите е кога некој, знаете, ние имаме точки со кои што ние правиме простор. А тоа е нашиот зрак на енергија кој што го пуштаме во просторот околу нас. Ако некој човек почне да те инвалидизира, да те омаловажува и да те дискредитира, тие точки на зраци на енергија почнуваат да доаѓаат накај тебе. Фактички ти прави имплозија, не експлозија на зраците на енергија, него прави внатрешен притисок и тие енергетски снопови на душата, затоа што ние сме духовни битија кои што зрачат, и тие зраци со кои што фактички ние знаеме. Знаете како душата знае? Пуштајќи радар на енергија и на мисла околу него. Ама, ако вие пуштите радар на мисли и енергија, и имате околу вас некој човек кој што, ајде да кажеме, не е на највисокото ниво на етика, и он не сака ти да видиш, што ќе направи? Ќе те плесне со чекич фигуративно у глава, односно со некоја критика, ќе те плесну шеднаш, ќе те плесну шеднаш, ќе те плесну шеднаш, и вум, твојот сноп на енергија не може да биде надвор за да го фати знаењето. Така оперираат во дадени ситуации дадени луѓе. Значи, ти фактички сакаш да знаеш, и сакаш да гледаш, и сакаш да видиш, и другиот човек ќе почне на некој начин да прави манипулација и да почне да прави погрешно укажување на работите, искривување на вистината, и кога вистината ќе се искриви, човекот не може да ја открие вистината, и не откривајќи вистината, умот почнува да бара одговор на некои прашање за кои што тој фактички нема одговор се уште. И кога човекот го нема одговорот за прашањето кој што постојано си го поставува, тој почнува обсесивно да навлага во својот ум да го најде одговорот кој што фактички, ќе ви кажам каде, го нема. И не секогаш луѓето мора да дојдат до некаков одговор за да трне животот понатаму. И сега некој човекот почнува да мисли, ама зашто тоа се случи? Ама зашто тоа го направи она? Или зашто тоа он ми го направи? Зошто тоа ми го направи? Зошто ова се деси? Ама зошто тоа ми го направи? Како можеше тоа да ми го направи? Зашто тоа ми го направи? Човекот почнува да вергла, почнува да мисли, поради тоа што многу тие одговори му се во неговата подсвест, во неговиот подсвесен ум. И многу од тие одговори не може да ги добие од некој човек кој што не ќе да му ги дае. Ме разбирате, и сега банален пример, почнувам да зборам на тема врски, ама тие врски се секогаш интересни, предпоставувам за вас, затоа што многу можеби ситуации има на таа тема. Но ако имате дадена ситуација каде што некој човек не ќе да го направи одговорот, и ако некој човек прави мистерија во вашиот живот, затоа што гледате, што е мистеријата? Мистериозноста е конфузија. Мистериозните луѓе околу вас, ако ги имате премногу мистериозни луѓе, тие ќе почнат да прават вие да имате overthinking, тие ќе почнат да прават вие да барате одговори, затоа што е мистерија? Мистерија е скриен одговор. Размислете, што е мистериозен човек? Што е мистерија? Мистерија не е ништо друго него скриен одговор. И кога ти имаш скриен одговор, твојот ум инстинктивно, умот сака да ги најде одговорите, и умот нема да прекине да бара се додека не го добие одговорот. Но некои одговори се скриени, некои одговори се намерно скриени, и некои одговори се скриени во темнината на подсвесниот ум. Ќе зборам за тоа малку понатаму. Само да не се расплинам и денеска, за не дојде и у петок да држам предавање на оваа тема, зашто имам две други теми кои што сакам да зборам во петок и во понеделник, стварно се интересни. Но, дали ме разбирате на тема мистерија и конфузија? Мистериозните луѓе се обично конфузни луѓе. Зошто? Поради тоа што, ако видите луѓето кои што кријат работи, сте видели луѓе кои што инстинктивно кријат, да преќути, да скрие, да не се обелодени, не е на јавност, да не биде изнесено нешто пред светлото на денот. И сега, ако имате луѓе кои што постојано кријат, кои што постојано се мистериозни, кои што постојано суштина се конфузни, околу нив ќе имате луѓе кои што исто така ќе влезат во конфузија. А овертинкингот многу често знае да дојде во фаза на конфузија да го донесе човекот. Затоа што не знае што му се случува. Ги нема одговорите. Но
Во суштина имате некој или кој што ги скрил одговорите, или имате некој човек кој што не знае во врска со животот и во врска со постоењето. Затоа е многу важно човекот да добие едукација за луѓето, едукација за емоциите, едукација за, например, има преубава книга исто од Хабард, се вика Самоанализа, каде што збори за емоционалниот тон. И ако имате емоционални тонови, ако точно го процениш емоционалниот тон на некој човек, ти ке знаеш дал тој ќе ти скрие информации, дал нема да ти скрие информации, дал некој можеби ќе те превари, дал некој нема да те превари. Значи се врз база на која емоционална состојба се наоѓа еден човек, затоа што емоциите ги прават тие работи некојаш. И кога имате некој човек кој што цело време скрише, кој што цело нешто крие, кој што не можеш ова да го направиш, ај боле да не ова, дај да не ја обелодениме сега врската, дај да не го направиме ова, дај немој сега тоа. Слушај, ќе ти го земе пријателот, па ти го скријат, ти ги бараш и двајца, не можеш да ги добиеш у ист момент затоа што не ти креваат телефон, зашто? Затоа што се кријат од тебе. И сега ти почнеш да правиш overthinking, си викаш да не ме сакаат овие. Што се случува сега? Зашто ова ми го прават? Аха, гарант се сега заедно. И сега почнуваш да верглаш од тебе, почнуваш да имаш дадени типови на мисли кои што не можеш да ги скриеш, да ги стопираш. Зошто? Поради тоа што се направил празнина во твојот ум. Гледайте, ако имаш празнина во твојот ум и немаш податок, умот ќе направи се за да си даде некаков тип на податок. Се ќе направи за да даде некаков тип на податок. Се јавуваш кај децата твои, или се јавуваш кај сопругот твој, нели? Или сопругот се јавува кај жената. Знаете шо? Ако не ви се јави, 100 работи ќе ги премислите, ќе ги обмислите, ќе почнете да умот да бара решение, почнува да прави обично хорор филмови. Зошто? Затоа што некој празен простор во кој што вие немате некој податок, прво нешто што се случува се пополнува со ѓубре. Дали сте видели? Ако направите експеримент, ставите една картонска кутија пред вратата и држите таа картонска кутија едноставно, не знам колку денови таму, 2 дена, ќе видите дека ќе почнат луѓето да фрлаат ѓубре у кутијата. Зашто? Затоа што празниот простор ако го имаш, гледайте, ќе почне да се пополнува со глупости. Ти имаш празен простор у твојот ум. Зашто не ти пишала девојката? Со кого била активно она у 2 сат? Зашто било она на WhatsApp активно у 2:34? Со кого она била активно у 2:34? Ама со кого он на Viber го видов у 5 сат бил активен? И сега тоа те мачи, тоа ти прави overthinking, тоа ти прави проблем, Така, се доека не го прашаш наредниот ден, и ќе опрашаш наредниот ден, и ако слушнеш туц-муц, не, готово, се поиш overthinking, почнуваш да имаш. Зошто? Затоа што нема сигурност. Луѓе, кои имате сигурност, нема мислење. Гледате, убавината на знаењето е да ви даде сигурност за да не мислите. Затоа што сигурноста предизвикува акција. Сигурноста не предизвикува мислење. Несигурноста предизвикува мислење, а несигурноста доаѓа од незнаење. И несигурноста доаѓа од конфузија. И несигурноста доаѓа од мистерии. И несигурноста доаѓа од глупи игри. И мистеријата доаѓа од криење. И конфузијата доаѓа од криење. И немате податоци. Затоа што човекот не знае. Не знаеме за луѓето, не знаеме за животот, не знаеме за умот. Мене прв пат, гледате, еве ќе кажеме на работа, еве 6 години завршив медицински факултет. Читајќи книгата Дианетика, сватив што е мисла. И он прв пат добив дефиниција на тоа што е мисла. Мислата е поврзана со слики. Ако ви кажам, помислете на одморот на кој што бевте ова лето. Помислете на одморот. Пуп, ќе ти дојде слика. Од што? Кај да си бил? Гледайте, мислата е слика. Мислата е слика. Е сега, ако вие не знаете како да знаете, ако не знаете како да сватите, ако не знаете пред вас што се случува во играта на животот, ќе станете несигурни, ќе почнете да мислите. А што тоа значи? Ќе почнете да враќате слики. Е сега, кога човекот почнува да мисли премногу, он почнува да активира слики. Но што кажавме? Ако тие што ме следите, има два ума. Има свесен дел од умот, каде што се убавите слики, и има подсвесен дел од умот, каде што се неубавите слики. Тие слики се поврзани со трауми, со болка, со негативните работи. Кога човек почнува премногу да мисли, он почнува да врти слики од својот ум, ги вади надвор,
копа слики од минатото и колку повеќе човекот мисли, толку по негативни слики од минатото почнува да вади, затоа што мислењето се слики, и колку повеќе неубави слики од минатото вади, толку повеќе неубави емоции од минатото вади. И сега ви кажам едно многу интересно нешто. Замислете го, свесниот ум е будно за сега. Кога човекот ќе добие болка, кога човекот ќе добие траума, свесниот ум се гаси. Секоја болка, ако е појака, повеќе ќе се изгаси умот, ако е помала, помалку ќе се изгаси умот. Секоја болка го гаси вашиот ум до одреден степен. И свесниот ум нема податок што се случило во момент на болка, зашто тие податоци одат во подсвеста. И сега тој свесен ум има празнина за тој сегмент од неговиот живот кога доживеал болка, има празнина. Но одговорот за нештото е тука, во подсвеста. Зашто татко му и мајка му се скарале? Може да толку било болна кавгата да он не сакал ни да слуша, не сакал ни да гледа. Ви се случило некогаш кога нешто е болно, дека ви воопште не восприемате тоа што се случува, не остануваат работите во свесниот ум, идат во подсвеста. Имате кавга. После таа кавга која е многу јака, ти нит знаеш што си кажал, нит тој што кажал, ќе ти рече, ама ти знаеш што ми кажа? Не ти кажав тоа. Ти си бил целосно изгасен со свесниот ум. Во афектна состојба си бил. И се што се случува? Во такви состојби на стрес, во такви состојби на психичка и физичка болка, во вашиот подсвесен ум доаѓаат информации, обично не во свесниот ум. И сега тие информации се во подсвеста, не во свеста. И сега во свесниот ум имате празнина за тој момент. Ама сега умот затоа што има празнина, он се чуди, ама зашто е ова вака? Ама како е ова вака? Ама зашто ја така се чувствувам? Зашто ги имам ја тие проблеми? Зашто глава го боли? Зашто он цело време мисли на бубулиците, на бемките, на зуењето нуште? Зашто ти он тоа мисли цело време на тоа? Он цело време се прашува и колку повеќе се прашува, помалку знае. Зашто се интровертира? Гледайте, има техника со која што на свесно ниво, вие сте свесни будни, не сте хипнотизирани, не сте у транс, на свесно и будно ниво може да дојдете до подсвеста и да ги откриете тие работи. Тогаш веќе нема overthinking. Затоа што празнината во свесниот ум ќе биде пополнета со податокот од подсвесниот ум кој што вие сами сте го нашле. Но тој има техника како се прави. Не се вика таа техника седи дома и мисли. Зашто техниката седи дома на кауч и мисли, само ќе те донесе до полоша состојба, до полоши емоции. Болje излези надвор и гледај у предмети, иди у музеј, иди некаде на шопинг, болje ќе си поминеш од кога седиш дома и да почнеш да го бараш одговорот за работи за кои што ги немаш. Една работа што сакам само да ви ја предочам, луѓе, не морате секогаш да знаете одговор за да трнете напред во животот. И колку повеќе го чекате одговорот, повеќе сте у overthinking и повеќе сте во ефектна состојба на тоа што ви се случило на вас. Не мораш да ги знаеш одговорите зашто некој ти раскинал, зашто ти избркале од работа, зашто се чувствуваш така. Едноставно иди напред и креирај живот. Многу често повеќе одговори ќе добиеш од живење напред, отколку мислење на позади, односно на подсвеста. Позади у смисол на умот, дека некогаш минатото е тоа кое што ќе ни ги даде одговорите. И точно е. Луѓето ќе речат, да, ама жаре од минатото ќе ги добиеме одговорите. Да, ќе ги добиеме, ама како? На кој начин? Мора да имате начин како да допрете до тоа минато болно, а при тоа да не разбуричкаш еден куп други работи од болното минато кој што фактички ќе те вознемират ако ги вознемириш сам, а ако ги разбуричкаш сам. Да, има методи, има техники, има начин како човекот да ги добие одговорите за себе, да ги добие одговорите за неговите родители, да ги добие одговорите за што е тоа што му се случило и зашто тој така се однесува. Затоа што многу често имате чудни работи во карактерот на човекот, нема појма зашто така се однесува. Зошто ги нервираме другите луѓе со нашиот карактер? Што е тоа кое што ние го користиме да ги нервираме другите луѓе? И сега, не знам, ти се развикал некој човек, ти кажал нешто, си викаш, ама зашто ова ми го кажа? Како ова ми го кажа? Ма не е ова точно, ма дали ова точно? Па секој прашаш еден пријател, па ќе кажеш друг пријател, па секој ќе ти даде по некоја сугестија што он си мисли. Гледате, луѓето кои ви даваат сугестии, обично си буричкат од својот ум и они си имаат своји трауми. Ќе го прашаш ти некого кој што има проблем со девојки, кој што не ги сака девојката, ќе го прашаш ти за некоја девојка, абе овој ма не, абе сите жени се за никаде. И се што одговор може тоа ти даде?
Ќе ти даде одговор врз база на неговото искуство. Дали е тој одговор за тебе добар е прашањето? Не. Затоа што многу сугестии кои што се погрешни, сме скршнале целосно од патот кој што е исправен. Секој човек мора да си ги најде одговорите за себе, но мора да знае како да ги најде одговорите за себе, поради тоа што во свесниот ум да знаете многу од одговорите не се. Затоа што свесниот ум кога ќе дојде во контакт со болка и кога ќе дојде во контакт со неубава енергија, он на некој начин постепено се гаси. Свесниот ум, кога некој ти вика, ти го слушаш ли? Не ćeš да го слушаш, го тргаш вниманието. Ама кога ќе отргнеш вниманието и слушањето го тргаш, и сваќањето го тргаш, кај да ти информации? Идат информациите во подсвеста, во реактивниот ум. Кога човекот ќе доживее болка, кога има температура, кога не знам, ево без сознание, кога е во дадени состојби каде што се болни, работите информациите се таму, ама ти идат во подсвеста. Сега човекот кога ќе ги добие тие информации во подсвеста, тој ги нема на свесно ниво. Ама аналитичниот или свесниот ум, он сака да дојде до одговори. Ама полу од тие одговори се у подсвеста. И сега немајќи ги он тие одговори, он почнува да вергла на празно. Мисли, 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 мисли. Зашто он има проблем со жени? Што му е проблемот на него на тема жени? Што му? И сега не може да го добие одговорот и ќе рече па затоа што ова е катастрофа пред мене. Жена му или девојка му или што. Тоа му е одговорот. Најлогичен одговор. Зашто? Зашто ги нема податоците од подсвеста. Нема податоците што се случувало во неговиот живот. Заборавил, неќе ни да знае. И се он сака да најде логични одговори, ама па не му оди на таа тема. Не го нашол вистинскиот одговор. И што ќе се случи? Пак има даден тип на overthinking. Ама една работа што сакам да ви кажам. Не можете негативна мисла со мисла да поразите. Ова сакам само да го запамтите. Немојте да пробувате негативна мисла со мисла да поразите. Негативната мисла се поразува со излагање и екстровертирање на умот на надвор. Колку повеќе седиш дома да мислиш, толку повеќе полоши работи ќе смислиш. Излези надвор, прошетај. Реков, има убава вежба од Хабард, како човекот да го екстровертира вниманието, ќе треба да ви ја прочитам таа вежба, многу е убава, но исто така. Значи, само ако човекот, сте приметили ако гледаш во простор, си лежиш на плажа и си гледаш во хоризонтот, ти доаѓаат ли негативни мисли? Не ти не доаѓа да мислиш. Умот е празен и е убав. Убаво е кога умот е празен, затоа што фактички тогаш е полн. Со што? Со тебе. Со душа. Ама умот кога почнува да мисли, он го скратува просторот. Нема вредност мислењето. Луѓето 3 пати, 2 пати мисли, еднаш донеси одлука, 3 пати, 5 пати мисли, еднаш донеси одлуки. Тоа е безврска работа. Човекот само треба да знае и да биде сигурен и да трне напред. Ја не викам да не обзервираш. Ама е различно да обзервираш и да мислиш. Обзервацијата подразбира присутност во моментот и знаење. Многу често човекот кога не е во сегашниот момент, он мисли. Зашто? Затоа што ја заменува обзервацијата со мислење. Ако сте вие 100% во сегашниот момент, вие нема потреба да мислите. Вие сте тука присутни, сте обзервирате, знаете. Многу често човекот си има интуиција, тој си има интуитивно знаење, духот знае. Ама ќе се направи на трипол, се прави на будала и после тоа почнува да мисли. Абе дали ова вака? Абе дали она нака? Абе требаше или не требаше? И после 30 години си вика, абе знаев ја на почетокот пред 30 години, па знаеш? Е сега, човеков својата сигурност ја заменува со мислење. Затоа што не сака да има храброст. Зашто не сака да биде. И кога човекот не сака да има храброст и не сака да биде, храброста, знаењето, бивањето, одлуката, донесувањето на одлука и акција, он го заменува и го субституира со мислење. Човекот кој што многу мисли, не сака да носи одлуки, се плаши од едноставно превземање на акции и се плаши од одговорност. И колку повеќе човекот седи дома да мисли, колку повеќе човекот не прави акции, толку полоша состојба ќе западне. Затоа што нема што тие мисли да повлечат сем слики од минатото кои што не се добри за него. И цело време правејќи overthinking, он сам се камшикува. Тоа е казна. Седејќи дома правејќи overthinking, само можеш да сватиш дека човекот сака се казни за нешто. Што и да е за кое што сака се касни, нека не се казно, нека излезе надвор, нека излезе со пријатели, нека прошета малку. Идите у музеј, прошетете во некој музеј, прошетете во некој
центар трговски, одете некаде каде што има, не знам, убав парк. Изгледате и екстровертирате го вниманието на надвор. Затоа што ќе се чувствувате многу, многу подобро. Вау! Дечки, дал да правим уште еден лайф на тема анксиозност или да не правиме? Затоа што е баш уште еден преубав податок што сакав да го кажем, тоа е тоа што сакав да го кажем од книгата Диенетика, баш на 95-та страна во оваа книга за тие што имате. Ако ја читате, на 95-та страна објаснува што е анксиозност. Но си викам дал да го направиме лајвов за анксиозност на оваа тема, многу ќе ви се свиѓа. Во понеделник да продолжиме затоа што имам што да кажам на оваа тема. Тоа е тоа што окей, да, сите сакате да имаме лайф на оваа тема. Трет дел на тема анксиозност и overthinking. Окей, тогаш тоа нека биде понеделник, затоа што баш треба во овој да направам на тој дел. Окей, ќе имаме лайф на оваа тема во понеделник. Но за сега, една работа. Ако некој ви даде етикета и некој ви даде некоја сугестија дека ти си ваков, ти си катастрофа, тебе не те бива, тебе ова, тебе она, луѓе, таа етикета, ако ти не ја вратиш назад на културен и убав начин, ќе почнеш да правиш overthinking. Зашто човекот прави overthinking на етикетите и означувањата кои што немаат врска со вистината за него. Ако некој ви каже дека сте ваков, онаков, катастрофа, не ве бива зова и ти укаже на погрешни работи што се за тебе, и ти ако ги прифатиш тие работи, не му ги вратиш назад, ќе почнеш да правиш overthinking, затоа што не е вистина за тебе. Секој што некој ќе ти каже кој што не е вистина за тебе, и почнува да проценува дека ти си ваков, ти си онаков, а ти не се согласуваш со теа, луѓе, ќе почнете да мислите дали си стварно таков, да не овој управо. Аха. И се човекот више не е озарен и у акција, не, он е мислеч. Сега мисли, сега прави overthinking, сега е мислач. Немојте да бидете мислачи, немојте да бидете некој кој што ќе седне дома и ќе го губи времето со мислењето. Но многу често погрешни укажувања, погрешни ознаки, погрешни етикети, не си одговорен, керко мрзлива си, тебе не те бива за ништо, синубе, зашто вака и вака направи, не те бива за ова и за ова и за ова и за ова. Видите, сите тие ознаки кои што ги чувате ке вас, а на културен начин не сте ги вратиле. На културен начин, тато се извинувам, ова ознака што ми ја даде дека не ме бива за ништо од пред 24 години, уште ја мислам, сакам да ти ја вратам за тебе, за да не ја мислам, зашто ја не сум таков. Одлучив дека не сум таков. Кога ќе одлучиш дека не си таков, а гледаш 24 години ја мислиш, затоа што он почнал да те тера да мислиш затоа што не е вистина. Многу работи кои што ќе ви ги кажат, кои што се слагаш дека се вистина, вас не ви го зарабуваат вниманието да мислите на тоа, затоа што е вистина. Гледате, во вистината нема мислење. Вистината ослободува од мислење. А лагата те тера на мислење. И колку човекот повеќе мисли, има многу лаги во него. Едно од најголемите лаги е дека него бива, дека е ѓубре, дека е катастрофа, дека е магаре, дека е ова, дека е она и дека така натаму. Затоа што тоа е лага. Човекот може да не знае, човекот може да не е волен, но, видите, целата поента е да научи. Етикетите може да му ги вратите на секој кој што мислите дека ви кажал нешто лошо за вас, што не е вистина, на културен начин. Сопругот ќе каже на сопругата, слушај, знаеш што, те сакам многу, ама вака да го каже, не да и вика и он. Многу те сакам, ама ова што ми го кажа, дека сум мамин син и дека за ништо не ме бидува ако нема, не знам, жена до мене, тоа не е вистина. Сакам таа етикета да ти ја вратам, поради тоа што не е таа за мене. На многу културен убав начин. Ете така, ме прашувате како да ги вратите. Гледайте, врати е етикетата на ист начин на тој кој што ти е дал. Комшијава ќе дојде и ќе рече, слушај, ти бе вака и онака, ти ова и она. Ти му речеш, комши, абе мислам 2 дена, ама бев на лайф еден. И таа ми рекла да ти ја вратам етикета. И таа етикета се шала. Немојте така да му кажете. Само кажете му, слушајте, ова не му кажува ни етикета. Него само кажи му, слушај, еднаш справевме муабет. И во тој муабет ти ми посочи дека јас сум таков и таков. И мислев дал сум таков, ама не сум. Така да сакам ти кажам дека тоа не се согласувам и го отфрлам. Ме разбирате? Мора да го отфрлиш тоа за да го направиш просторот.
секоја етикета лажна залепена на тебе ти го крати просторот. Мора да му ја вратиш етикетата, и не така да му кажеш етикетава ти ја враќам, ски викаш омо на овој, ете ја знаев дека овој нешто не е арен. Така ќе се рече. Слушај, ти ја враќам етикетава затоа што така ми рекоа етикетава, се вика овој не е арен, ја знаев дека не е арен овој. Не така да му кажете на човекот, него ќе му кажеш правевме муабет пред 3 години. И пред 3 години ти ми кажа дека јас сум ваков, онаков и ови. И ти у тој момент ми кажа тоа со кое што ја уствари не се согласувам. И сакам само да ти кажам дека со таа констатација твоја за мене, ја не се согласувам. И сака само да ти го искомуницирам тоа дека тоа за мене не е вистина. Толку. Така сте ја враќа етикетата. Не му кажувате етикети. Да не дојде до нова етикета. И речете ти си чукнат со етикети. Не сме. Луѓе, само вратија комуникацијата, односно само искомуницирај го тоа нешто кое што уште го мислиш, и ако мислиш дека некој ти сгрешил нешто, ако некој ти кажал нешто кое што не е окей, едноставно искомуницирај го назад, врати го. Ориентирај го човекот на тој момент. Речи, слушај, пред толку и толку време ти ми кажа нешто со кое што јас не се согласувам. И тоа нешто е ова, и тоа нешто мислам дека не е точно, и поради тоа што не е точно, сакам само да ти го кажам дека јас со тоа нешто не се согласувам. Тебе ќе ти олесни и ќе видите дека ќе се чувствувате поубаво и ќе имате повеќе простор. Просторот ќе ви се врати и нема да мислите, затоа што сте го разрешиле тој конфликт во вас. Зашто баш за тоа ќе зборам. Наредниот, односно понеделник нека биде лајвот за анксиозност, зашто у петок сакам да зборам за нешто друго. Ќе збориме за конфликтности, кои што се во самите нас. Интересна тема ќе биде понеделник, а у петок ќе биде исто така убава тема. Ама како и да е, имајте убава вечер. Се гледаме повторно во петок на ново лајвче и ви посакувам да ги вратите етикетите, ама на убав начин, не на лош начин. Гледајте и ви посакувам да знаете. И ако сакате да работите со мене, можете да ми се обратите на 078-261-771. Впрочем, го имате телефонот на мојата страна 078-261-771. Повторно ќе кажам, тоа се лични консултации, не се во група, еден на еден се, и се за како човекот да знае како да реагира во животот подобро, како да има повеќе мотивација, како да има подобра енергија, како да има подобра комуникација и така натаму. Фала ви за убавите коментари 078-261-771. Ако сакате да се чуеме, слободно пишете ми порака. Поздрав, имајте убава вечер. Чао, чао.